Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска управниот одбор на регионалната стопанска комора одржа средба со прилепските стопанственици. Дали фудбалскиот клуб Победа ќе добие нов инвеститор во идната година? Ученици од 4-3 оделение од основното училиште Климент Охридски своите новогодишни пакетчиња им ги подарија на своите другарчиња, децата со попреченост од Зуница. Музичкиот бенд Тајфата во хуманитарна цел. Патничко возило излетало од патот во населбата Точила. Времето денеска променливо облачно и студено со сончеви периоди. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Денеска управниот одбор на регионалната стопанска комора Прилеп одржа средба со прилепските стопанственици на која што присуствуваше и претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески. На средбата стопанствениците дискутираа за состојбата со бизнис климата во регионот, како и за економските случувања и предизвици во годинава што изминува. Инвестициите, транспарентноста и реформите, креирање економски политики што ефикасно ќе ги адресираат потребите на бизнисите и граѓаните, беа посочени како приоритети за 2025 година. Дали фудбалскиот клуб Победа ќе добие нов инвеститор во 2025 година? Дали Победа ќе се врати на вистинските фудбалски патеки? Во овој момент имаме на масата понуда инвеститор, кој што со изработен буџет, како треба професионално да изгледа еден фудбалски клуб, а не онака како ја импровизирано го водев. Кога немате вие средства, мора да импровизирате и затоа многу тешко е кога импровизирате да кажете дека сте биле професионалец. И второ, на што уште побитно, има човек кој што е образован да води фудбалски клуб. И сметам дека заслужуваат да им се даде шанса. Луѓето сакаат да им го откупат за пари акциите. Значи истите акции кои што ние ги отугивне без надомест, ги дадовне без пари, моменталните акционери им се нуди за тие акции пари за надомест и се надевам дека ќе најдат некое заедничко решение, дека ќе преовладува колективниот интерес пред личниот, пошто мора да знаеме дека ако не враќаме на општеството назад и ако не се секираме или ако не се грижиме за колективниот интерес, како бумеранг ќе ви се врати и вас лично. Учениците од 4-3 оделение од Климент Охридски своите новогодишни пакетчиња им ги подарија на дечињата со попреченост од дневниот центар Зуница и им приредија новогодишна представа. Навистина е болен. Ете наместо хо-хо, вели о-о. Секоја нова година тој е главен и славен. Нема. Сега главна и славна ќе бидам јас. Јес. Хи-хи-хи. Да те украси шарени звончина и весел звон. Динг-донг, динг-донг. На секаде скопи желки, украсни зелки, во илјада брат мој. Добро е. Испушти врејката. Хо-хо-хо! Тргнуваме! Не чекаат децата од целиот свет. Нема белки да им праќам подароци по интернет. Музичкиот бенд Тајфата во хуманитарна цел со музички ноти им ја честитаа новата година на децата со попреченост во основното општинско училиште Климент Охридски.
Синоќа патничко возило излетало од патот во населбата Точила. Синоќа четврток околу 22 часот во полициската станица Прилеп било пријавено дека на улица Брајќа Миладиновци во Прилеп се случила сообраќајна несреќа во која патничко моторно возило Опел излетало од патот. Автомобилот со прилепски регистарски ознаки бил управуван од СМ 50 години од Прилеп. Од страна на итната медицинска помош, СМ бил пренесен во градската болница Прилеп, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Увидот го извршил увидна екипа од ОВР Прилеп. Истата вечер, 10 минути порано, било пријавено дека во Прилеп на улица Прилепски бранители се случила сообраќајна несреќа во која патничко моторно возило удрило во лицето ВМ 73 години од Прилеп и го напуштило местото на настанот. Лицето ВМ се здобило со тешки телесни повреди констатирани во градската болница Прилеп. Се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и студено со сончеви периоди. Најстудено беше на Попова шапка, каде имаше и најмногу снег, 70 сантиметри. Од утре стабилизација и потопло преку денот. Инаку максималната температура во Прилеп изнесуваше -3, минималната 3 степени Целзиусови. Од сабота следува период на стабилно и суво време со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Подделни котлини, ќе има и појава на магла и таму дневната температура ќе остане пониска. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.